Фиксниот девизен курс, кој што добро изслужи на Република Македонија, ќе остане и во наредниот период. Да се надеваме на влез на Република Македонија во догледно време во Европската Унија и подготовка за воведување на еврото, значи со овој фиксен режим на девизен курс. Единствено што треба да се трудиме, а тоа ќе биде и тоа е и законска цел на Народна банка на Република Македонија, во соработка со фискалната власт, односно Министерството за финансии, да обезбедиме ниска инфлација, односно стабилност на цените, инфлацијата да биде во рамките на онаа во еврозоната. Затоа што само така ќе одржуваме и конкурентност на нашата економија. Доколку како во изминатите, да речеме, неколку години, имаме инфлација или стапка на инфлација двојно повисока од таа во еврозоната, тоа не е пожелна состојба и мислам дека е императив, тоа и колку што имам информации, цврста одлука или став на владата дека само ниска и стабилна инфлација која што нуди предвидливост и за граѓаните и за бизнисот може да биде основа и поддршка на развојните политики во иднина кои што ќе обезбедат стабилен раст, посакуван раст на македонската економија и на средина на долг рок. Значи, сакав уште само една реченица. Мислам дека тоа е одамна затворено прашање. Дори јас во минатото и како професор и како експерт на некои такви предлози сум му кажувал дека било какво размислување или помисла на промена на паритетот на националната валута може да предизвика, ние сме свесни да тоа многу поголема штета одошто корист. Не може да имате никаква корист, затоа што било каква корекција на курсот уште наредниот ден во отворена економија, прилично увозна зависна економија, ќе ги подигне цените на нивоа кои што во однос на претходно изразени во евра би биле на некој начин приспособени.